Добро вечер. Студентите по информатика и од другите технички факултети имаат можност да се запознаат со понудите за вработување или за пракса во компаниите од техничките сектори, кои се представуваат на 10-тиот саем за вработување и кариера. Саемот утре и задутре ќе се одржува на Финки, ФЕИТ и Машинскиот и технолошко-металуршкиот факултет, а во четврток и петок на Градежниот факултет, каде што своји презентации ќе имаат соодветни компании. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас и погледнете што подготвивме за денеска. Симпозиум за усогласување на ЕУ легислативата за заштита на културното наследство. Осврт врз осигурителната индустрија во Република Македонија во 2013 година. Зголемен бројот на ново заболени од рак на дојка. Заврши Робомак 2014. Се намалуваат цените на нафтените деривати. Националниот комитет ИКОМОС Македонија организираше регионален симпозиум, чија што тема и цел беше усогласување на националната легислатива од областа на заштитата на културното наследство со европските прописи. Архитекти, историчари на уметност, градежни инженери, конзерватори и сликари-конзерватори од Македонија, Грција, Словенија, Србија и Косово денеска во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски дискутираа за усогласување на националната легислатива од областа на заштита на културното наследство со европските прописи. Организатор на регионалниот симпозиум е Националниот комитет ИКОМОС Македонија. Лазар Шуманов, председател на ИКОМОС Македонија, информираше дека постојат европски прописи и од идејата е да се запознае македонската и регионална јавност како да ги примени и аплицира во националната регулатива. Целта на овој состанок е всушност запознавање на владините и невладините институции во регионот на Југоисточна Европа и Медитеранот со овој проект за третман на културното наследство со земјотресите. Бидејќи целиот овој регион, Медитеранот и Балканот и Источна Европа е земјотресно подрачје. Према тоа, идејата на оваа невладина институција како што е ИКОМОС Македонија, сакаме да направиме запознавање прво со себе, а и друго да ги запознаеме институциите во републиките, односно во државите каде што постојат национални комитети, да може да се како би рекол, да се интерпретира, односно да се имплементира препораките на Европа. Но, како што рече колешката професорка Шендова, прописите се тешки, ние ќе кажеме генерално, бидејќи не можете еден лек да го примените на сите пациенти. Него може да примените еден генерално лек, ама според конструкцијата, според карактеристиките на пациентите. Тоа е главната идеја. А за куќоците верувам дека ќе имаат отповик, ќе предложиме да донесеме декларација под наслов Скопје, декларација за културно наследство 2014 година. Како што рече професорката, имаме препораки 88, па 80 и така натаму. Ова ќе биде еден вид на наш допринос како невладина институција, како партнерска институција на министерствата, да допринесеме за уште подобар третман на културното наследство. Професорот Серџо Лагомарзино од Универзитетот од Дженува смета дека постојат одредени оштетувања на античките градби, особено од земјотреси и сеизмички појави. Често пати решението и мерките за нивна заштита се доста едноставни. Убеден сум дека се прават позитивни чекори во оваа насока, рече Лагомарзино. Вероника Шендова од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија истакна дека работат во областа на културно наследство бидејќи, како што рече, Македонија изобилува со богато и вредно културно наследство. Се наоѓаме и во еден од најсеизмичките активни региони во Европа, покрај грижата за сеизмичката стабилност на новопроектираните градби. Многу е важно да имаме чувство дека и оние што се тука од многу одамна и се сведоци на минатото, треба да бидат безбедни, рече Шендова. Симпозиумот е програмска активност на Националниот комитет и е целосно финансиски поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Националниот комитет ИКОМОС Македонија годинава одбележува 20 години од формирањето.
Успешна година за осигурителната индустрија во Република Македонија. Постои огромен потенцијал за развој и потребно е целосно да се искористи. Прилог на Томислав Атанасовски. На денешната пресконференција што се одржа во Стопанската комора на Македонија се даде осврт врз осигурителната индустрија во Република Македонија во 2013 година, која се покажа како успешна година во однос на порастот на бруто полисираната премија и бројот на продадени договори за осигурување. Евидентно е зголемувањето на профитабилното работење на друштвата за осигурување, односно констатирани се пораст на капиталот, активата, финансиските вложувања како дел од активата, како и зголемениот број на вработени во осигурителните компании. Председателот на Сдруженијето на осигурувањето при Стопанската комора на Македонија, господинот Тило Ристовски, нагласи дека со цел унапредување на осигурителниот пазар, Сдруженијето активно соработува со државните институции, меѓу кои Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Националното биро за осигурување, Бирото за јавни набавки во делот на модулот на тендерска документација, како и со Министерството за здравство во делот на доброволното здравствено осигурување. Во периодот во кој што измина во 2013, Сдруженијето на осигурување активно работеше и соработуваше со сите институции во Македонија, првенствено со Агенцијата за супервизија на осигурување, Националното биро за осигурување и останатите институции. Тука би спомнал Бирото за јавни набавки, со кој што во текот на 2013 година имавме доста активности со цел правење на модел за тендерска документација која што е прилагодлива за дејноста осигурување. Можем да го истакнам моето задоволство затоа што имаме напредок во тој дел и веќе моделот на тендерска документација за осигурување е имплементиран. Во текот на 2013 година Сдруженијето на осигурување имаше доста активности во делот на доброволното здравствено осигурување. Имено се донесе закон за доброволно здравствено осигурување, кој што понатака се дели на дополнително и приватно здравствено осигурување. И во тој контекст имавме доста состаноци и соработка со Министерството за здравство како надлежна институција за здравственото осигурување и очекуваме во 2014 веќе активно започнување со работа на осигурителните компании во делот на доброволното здравствено осигурување. Една од целите во 2014 на Сдруженијето е да продолжи со едуцирање како на правните лица, така и на физичките лица за бенефитите и предностите на осигурувањето, односно да се подигне свеста кај сите субјекти дека постојат ризици кои што се вон контрола на субјектите во Македонија и ризици кои што осигурителната компанија тука истите да ги превземе. Согласно програмата за работа на Сдруженијето за 2014 година ќе се одржат едукативни настани со цел подигање на свеста на кај граѓаните за потребата од осигурување. Оваа активност ќе се прошири и преку продлабочување на соработката со останатата бизнес заедница и едукација за потребата од осигурување. Според податоците за регионот за бруто полисирана премија за првите 9 месеци од 2013 година може да се утврди дека Македонија одржува тренд на раст во осигурителната дејност, иако има држави во кои падот е евидентен. Како пример беа посочени Грција која има пад од 10,1%, Албанија со пад од 9,3% и Словенија 2,2%. За разлика од нив, пример за енормен раст е Турција со 25%. Овие податоци споредени со податоците по глава на жител во Република Македонија се 57 или 58 евра по глава на жител, а во Словенија се 1000 евра. Ова покажува дека согласно моменталната економија во државите се движи и осигурителниот пазар, со што може да се каже дека Македонија има тренд на раст во последните неколку години. Во однос на податоците за остварена бруто полисирана премија во 2013 година во Македонија, истата изнесува 7,19 милиарди денари, што представува пораст од 2,6% во однос на 2012 година. Оваа позитивна стапка е една од поголемите во однос на другите земји од регионот, изјави Зоран Стојановски, член на Советот на експерти при Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Тој посочи дека позитивен тренд има во двата сегмента на осигурување, кај осигурувањето на живот е забележан двоцифрен пораст од
1,96%, додека кај неживотното осигурување е остварен пораст од 0,8%. Еден од предизвиците со кои што ќе се соочува осигурителниот пазар во 2014 година ќе биде да се одржи растот на животното осигурување. Исто така се очекува директните странски инвестиции и отварањето нови производни капацитети да ја зголемат побарувачката на осигурување. Бројот на новозаболени од рак на дојка е во пораст. Според податоците кои се објавени од Меѓународната агенција за истражување на ракот Глобокан во 2012 година, во Македонија се детектирани 1152 нови случаи на рак на дојка, а 431 се починати, изјави денеска председателот на Сдруженијето за борба против рак Борка Бибадодева. Таа денеска заедно со сопругата на председателот на Република Македонија Маја Иванова ја посети клиниката за торакална и васкуларна хирургија, а представници на Борка на пациентите им поделија подароци. Порастот на бројот на новозаболени од рак на дојка од една страна покажува зголемена свест на жените да одат навреме на преглед и да се детектира ракот во поран стадиум, а од друга страна покажува дека старосната граница на жените кај кои ракот на дојка е диагностициран се повеќе се намалува и се повеќе млади жени се заболени од оваа болест. Директорот на клиниката, Зоран Спировски, рече дека карциномот на дојка зазема епидемски карактер. Најмладата пациентка е на возраст од 17 години. За жал и таа старосна граница е променета во негативна смисла. Ситуацијата е малку алармантна, истакна Спировски. Според него, иако многу напори се прават за превентивно да се делува во смисла на рано откривање на карциномот на дојка, што би значило и продолжување на квалитетот на живот и излекување, се уште е голем бројот на пациентки кои доаѓаат во еден доцен стадиум, кога хируршки може да се помогне, но на тоа следи и дополнителна терапија која во целина се спроведува на клиниката. Борби на сумороботи, трки, натпревар во играње и во прецизност беа представени на завршниот натпревар Робомак 2014, на кој учествуваа 100 студенти од македонските универзитети и од универзитетите во Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Словенија, Турција, Грција, Унгарија, Полска, Шпанија, Италија, Латвија и Романија. Највисокото признание на Робомак 2014 го доби студентскиот огранок на македонската секција на ИЕ. Огромно задоволство беше да се прими награда од најголемата светска организација за инженери ИЕ, која во Робомак препозна настан достоен за едно вакво признание. Наградата заедно со задоволните учесници се поттик наредната година да се организира настанот на едно академски покомплексно и повисоко ниво, рече Маја Целеска, председател на студентскиот огранок на македонската секција на ИЕ. Преку овој настан студентите практично се запознаваат со најновите технолошки достигнувања во роботиката и вештачката интелигенција. Домакин на Робомак меѓународниот натпревар за роботика, програмирање и вештачка интелигенција беше факултетот за електротехника и информацијски технологии. Регулаторната комисија за енергетика денеска донесе одлука за намалување на цените на нафтените деривати. Според најновите измени, од полноќ малопродажните цени на нафтените деривати се намалуваат во просек за 0,47%, со што цените на Евросупер БС95, Евросупер БС98, Евродизел и екстра лесно масло за домакинство се намалуваат за половина динар за литар. Цената на Евросупер БС95 изнесува 78,5 динари за литар. Цената на Евросупер БС98 изнесува 80 денари за литар. Цената на Евродизел изнесува 68 денари за литар, додека цената на екстра лесното масло за домакинство изнесува 56,5 денари за литар. Цената на мазутот се зголемува за 0,2 денари за килограм. Кошаркарите на ИМЗАТ Скопје несреќно загубија по едно продолжение на гостувањето против Цибона. Легендата на Реал Мадрид Раул Гонзалес ја завршува фудбалската кариера. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.